Може и пролетта, есната е добра бидејќи папките се во мирување, полесно се вкоренува, а додека пролетта е започната вегетацијата, има помал раст и сакат повеќе дрвцата наводнување. Како оди постапката? Може ли да не објасните со оглед дека рековте дека може и во овој период да се засади дрвцата иако ќе биде побавен оној вегетацијски раст? Како оди целата постапка? Целата постапка оди најпрво со скратување на корењата. Најбитно е висината на дрвцата да биде 80 сантиметри, грањките исто така да бидат сите изрежани и најдобро да биде обработена почвата, кога е обработена на нива, обично печеникот на дупката е од 50 до 80 сантиметри, а длабочината е од 30 до 40 сантиметри, а за обични дворови, каде во домашни услови се одгледува, треба печеникот да биде од 1,5 метар до 2,5 метри, длабочината до 60 сантиметри. Така. Да, има ли потреба некое растојание од дрвце до дрвце и дали може на една парцела да засадат повеќе видови на дрвце? И праски, и овошни, и сливи или? Да, може да се засадат повеќе дрвце, но да има да бидат одделени, да се знае праска, кајсија. Не, претпоставам и да има одредено растојание. Да имат одредено растојание, например кајсиите, праските, јаболките се на од 4 до 4 растојание во редот и меѓу редовите, додека ревите се поголеми, побујни и они се од 9 до 10 метри. Што е важно, господине Трајковски, при садењето, на што треба да се обрне внимание во таа постапка? Многу е битно пред се составот на почвата, климата, местоположбата. Претпоставам дека тоа се оние клучни фактори. Да, тие се многу битни, бидејќи на некои дрвца најмногу на некој е потребно да има влага во почвата, а на другите е потребно да има и влага во климата и во почвата, бидејќи секој место не одговара за засадување на дрвца. Да, во Струмишкиот регион можат ли да виреат во наводници сите овошни дрвца или пак мораме да се сконцентрираме на нешто што покажува искуството? Може да виреат, ама на различни места. Секој место се има одредено засадување. Така. Го спомнавте пред малку квалитетот на почвата. Колку е важно да се направи една агрохемиска анализа на почвата за да се видат кои минерали ги има и во зависност од тие минерали пак да се засадат и соодветни овошни дрвца? Да, многу е битен составот на почвата да се направи агрохемиска анализа, бидејќи најголемо влијание има pH вредноста на почвата, со кој некои бараат неутрални, а некои кисели почви. Треба ли во овој период некаква заштита на садниците и на самите овошни дрвца? Обично, да, сега се применува зимско прескање. Тоа е еднаш се врши ноември и декември и втори пат февруари и март. Обично кај нас се практикува повеќе во февруари и март, бидејќи се извршува режење на дрвцата, па потоа се оди со зимско прескање, модро масло или бело масло, во кој белото масло се додава бакар, а модрото се азер заправено. За крај, дали на новите садници е потребно некаква заштита во кореновиот систем кога се сади, дали треба да се испрскат само за крај? За почеток, за новите садници треба наводнување и исто така да се нагибат. Најбитен фактор, најбитен хемиски елемент поточно е да се стави калиум. Мислам азот, фосфор, калиум, ама со поголем процент на калиум.